Законските измени кои беа поттикнати од работниците кои работат во неделите и празниците им донесоа неработна недела само на казината и облажувалниците. Сите продавници и супермаркети во моловите и понатаму ќе работат во недела, и исто така и кафулињата и рестораните. Во недела ќе продолжат да работат и дуќаните во кои работникот всушност е и газда. Па така, доколку станува збор за трговец поединец, тој има право и понатаму да работи во недела доколку така одлучи, што ја решава дилемата дали продавниците во пластичарската улица ќе работат во недела. Единствени кои нема да работат во неделите се облажувалниците и казината, од каде веќе предупредуваат дека неработната недела ќе доведе до отпуштање на 30% од работниците во овие сектори. Горан Стоименов од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа бара на работодавачите да им се дозволи сами да одлучат дали ќе работат во недела. Неминовно ќе биде отпуштањето од причина што викендите, сабота и недела се денови за одмор на граѓаните и овие денови ги користат за забава и за рекреација, па од тие причини најголемата посетеност во приредувачите на игри на среќа, тоест автомат клубовите и казината, се токму сабота и недела. Тој вели дека тие се обидела нивниот став да го представат и образложат пред јавноста и институциите, но тие останале глуви на нивните барања. Васко Илиевски од Асоциацијата на спортски облажувалници на Македонија вели дека неработната недела негативно ќе се одрази врз работата на овој сектор, бидејќи најголемиот дел од спортските надпревари се одржуваат токму во викендите. Апсолутно светска пракса е, значи игрите на среќа, од било кој тип на приредување на игри на среќа, немаат ограничувања во работното време и може да работат 24 часа 7 дена во неделата, онака како што и пропишано е во нашиот закон. Веруваме дека законодавецот и тогаш кога е носен нашиот закон, кој што претрпуваше некои промени низ годините, меѓутоа ова никогаш не беше тема на разговор, бидејќи превземено е буквално од светската пракса каде што игрите на среќа им е овозможено да работат 24 часа 7 дена во неделата. Со законските измени се предвидува од 1 октомври во неделите да работат само оние дејности кои се неопходни за функционирањето на општеството. Од владата вела дека нема простор за злоупотреби на правото недела да биде ден за одмор, бидејќи помошните и придружните дејности кои понатаму ќе продолжат со работа во недела, ќе бидат утврдени со подзаконски акт. Законските измени со кои се предвидува неделата да биде неработен ден за 92% од работниците беа усвоени од владата и сега на ред е тој да биде разгледан од пратениците во собранието.